Денес така, најверојатно ќе видите и сами уствари дека повеќе ќе посветам време на одреден пасус од едно евангелие. И мене сите евангелија 4 ме фасцинираат на свој посебен начин. Меѓутоа, евангелието по Марко ми е многу впечатливо, бидејќи има таква динамика. Скоро на секоја втора или трета реченица е Иисус веднаш, Иисус веднаш, и болниот веднаш се исцели, и нечистиот дух веднаш замина. Постојано е зборот веднаш, 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 веднаш. И таа динамика јас ја посакувам во нашите животи и во оваа црква. Амен. Веднаш. Веднаш. Да не ме сватите погрешно, немам ништо против. И не се противам на процесите на Светиот Дух, кој што некогаш за нив треба време. Ќе дојдеме и до тоа. Бидејќи Евангелие, тоа значи дека е добра вест, нели? И се за жал, кај нас во Македонија барем, Евангелието е сведено на Исус дојде да умре за твоите гревови. Точка. Ама тоа не е Евангелие. Тоа е само еден факт, кој што ако не го прифатиш, ништо нема да ти значи. Евангелието е дека Исус дојде да го отстрани гревот еднаш за секогаш и на тие што ќе прифатат таа вистина да станат праведници исти како него праведни и да го живеат овој свет на планетата Земја со таква полнота како што тој живееше, со истата полнота од Бог Таткото дека беше на планетата Земја. Тоа е добрата вест. Бидејќи тоа не е моја измислица, си постои во Библија и во Римјани 4:25 дека Исус воскресна за да не оправда. Тоа е добрата вест. Сте го слушнали ова и претходно, меѓутоа не е на одмет повторно да го чуеме. И сега, кога го читате Евангелието по Марко, има една, ако забележите, една прогресија. А тоа е прогресија на се подобро и појако и посилно манифестирање на Божјото царство. Ако можам така да се изразам, во таква градациона мерка. Исус стивнува ветрови, стивнува бури, изгонува нечисти духови, наречени демони, ја воскреснува Јаировата керка. Гледате прогресија? Вау! И тоа е Божјото царство на нашиот Тато Небесен, кој што действуваше во него и сега действува во нас. Тоа е таа прогресија на Божјото царство и на Евангелието во нашите животи. Нам не треба тоа да ни е научна фантастика. Воскреснување на мртви. Или не дај Боже, рак. Има прогресија. Има прогресија. И сега, не само што има прогресија, туку таа прогресија носи надеж, жива надеж во сите оние, во срцата на сите оние што го слушаат Исус. Без оглед каква и трагедија да им се случува. Ќе отвориме во Марко 5, 35-36. Нели ја знаете историјата, односно случката, што се случува, а тоа е дека Исус го повикува Јаир, кој што е нели началник на синагогата, и му вели: слушај, ќерка ми е многу тешко болна, дојди направи некако во чар. Нели, сега, додека тој Исус уште зборуваше, дојде од кај началникот на синагогата Јаир и рекла: ќерка ти умре, што му создаваш уште труд на учителот? Но Исус, откако ги чу тие зборови, му рече на началникот на синагогата: не плаши се, само верувај. Сега, значи ова се случува кога Исус оди на кај Јаир дома, бидејќи претходно Јаир му вели: слушај, ќерка ми е скоро на умирање. Исус вика: во ред, идам со тебе. И сега додека одам на кај домот на Јаир, Исус ја исцелува жената која што има 12 години крвотечение, за која што е запишано дека го потрошила целото свое богатство на сите можни доктори, никој не
видете, оваа жена оди и чула дека пред незе има човек за кого што чула дека исцелува. Не го знае кој е. Знае само дека носи облека за која што чула дека на таа облека има реси на кој што е запишано Божиото слово Јахве Рафа. Господ исцелува. Затоа таа вели само да се допрам. Не морам дури муабет со него да направам, само да го чепнам. Ја ќе оздравам. Зошто? Заради тоа што знаела дека не туку така на ресите на рабините стоело искајано Божиото слово кое што било силно. И замислете, Исус бил препознат како учител, бидејќи го знаел законот и тој ја имал облегата на раби. Така и го препознавале, раби, добар учител. И сега, таа ги гледа ресите на неговата наметка. И ништо друго не е важно. Абе, само да се допрам, ја ќе бидам здрава. И сега, тоа се случува и во меѓувреме доаѓаат и викаат, еј, слушај, дај бата ми момиче во да фира. Шо го мачиш сега човек отидат до дома? Умре. И сега изјавата на Исус му рече на Јаир, не плаши се, само верувај. Ворете да си признаеме дека сме уплашени често пати. Знаете, Бог нема проблем кога ние се плашиме. И ние нема потреба да се преправаме само заради тоа што сме христијани, само заради тоа што денес испеавме стравот пројде, пролетта дојде, дека ние сега не треба да признаеме кога ќе видиме страв дека го има во нас. Апсолутно не. Бог е татко. Вие, татковци, не сакате вашите деца да се преправаат пред вас. Во право сум? Океј. Така и Господ, како совршен татко, тој не сака ниту баналност ние да се преправаме. И се Исус му вика, не смеш ти да се плашиш, му вика, океј, има страх во тебе, бидејќи ќерка ти е мртва, ама не плаши се, само верувај. И сега доаѓа Исус во неговиот дом. И што се случува? Слуша пискотници и плач од сите страни, ова како Сердар на Григор Павличев. Пискотници се случаат од Галичник до река, жени вриштат, плачат. Така е напишано во Евангелието. Вика, слушна вриштање, плачење во целиот дом. Момичево умрело. И сега, истите тие луѓе од кај им сила на сето плачење и тагување да му се смеат на Исус. Кога кажал, не плаши се, не е мртва, само спие. Многу интересно што ние во нашиот најголем стрес и нашата најголема траума, ние не сакаме да излеземе надвор од таа удобна зона и да бидеме утешени. Истите тие што рикаат, сега му се смеат на Исус. Запишано е во Евангелието. Оди 39-40, истата глава, само 39-40. И кога влезе, Исус им рече, што сте се развикали и сте се разпакали? Значи, ова било пискотници по цела куќа. Девојчето не е умрено, туку спие, а тие му се подсмеваа. Замислете го тоа. Тие вриштат, плачат и наоѓаат сила на сета мака да му се подсмеваат на Исус, затоа што кажал нешто што се коси на нивниот ум. Се препознаваме? Ние не сакаме да бидеме предизвикани. Тука. И вели, откако ги истера сите, зошто ги истера Исус сите? Затоа што ги мразеше луѓето? Не, заради тоа што беа во неверие. Исус си го чуваше срцето од неверие, бидејќи беше човек 100%, не го заборавајте тој момент. И ние треба да научиме како да го чуваме нашето срце од неверието на нашите браќа и сестри. Не да ги мразиме, не да ги оцрнуваме, не да ги озборуваме на сите страни, туку да ставиме стража на нашето срце, ако го ја стави в раката умот, пошто тоа е срцето, нели нашиот интелект, да ставиме
поставиме стража за да ни биде заштитено од неверие. И видите, Исус само Јован и Петар ги зеде внатре. Од сите ученици не само ги зеде Петар, Јован и Јаков. Во собота само Петар го зеде. И Јован. Зошто? Бидејќи не сакаше неговиот ум да биде изложен на нешто што не е инспирирано од Бог Таткото, а тоа е неверие инспирирано од страв. Исус дојде да ни даде жива надеж. И што се случи после ќе читате подолу дома? Девојче, ти велам стани, да ни такум. Нели на еврејски, кој што значи стани. И девојче да стана, и Исус вика, донесете и да јаде. Тоа е живота сила на Евангелието на Исус. Тоа е живата сила на неговата жива надеж. И ние често пати ќе бидеме во заставени во ситуација кој што ќе мора да размислиме што е корисно да примиме и да чуеме, а што не. Што ни од полза, што не. Бидејќи Исус вели, внимавајте како слушате. Да не слушаме со страв. И сега, да се вратиме назад кај жената со крвотечение во Марко 5:34. Значи, ова е сега пред да го воскресне Јаировото ќеркиче. Нели, жената се приближи, само ако се доближам до неговите реси, до неговата наметка и ќе оздравам. Ја чепна наметката и оздраве. Беше позади Исус. И што се случи? Исус оди вели, кој ме допре? И учениците, аман, пенис, God people позади тебе, катанга е, ти се чудиш, кој те е чекал, шо ти е човече, шо си толку смилен? Не. Почувствував дека сила излезе од мене, затоа прашувам кој ме допре. Ле. Замислете што направила таа жена. Што извлекла од Исус на површина. И видите Исус што и вели. И нели таа била прво посрамотена, затоа што видите, во тоа време, во еврејското општество, жена не смеела да биде на исто место со маж, а не камоли да го допре. И имате овака кршење на сите општествени норми, воведени од луѓето, не од Господ. Господ никогаш не одредил луѓето така да живеат. Луѓето си ги воспоставиле законите. Затоа Исус им вика, саботата е создадена за човекот, а не човекот за саботата. И сега, и вели, и таа посрамотена, знаеш, онака Исус, кој ме допре, сила излезе од мене, кој ме допре? И са жена онака, шушуле така цела навалена, Што може да биде изрендана во секој момент. И видите го Исус. Исус и рече, Керко, верата твоја те спаси. Оди си со мир и биди здрава од болеста твоја. И тука има прогресија. Прво, верата твоја те спаси. Ама најпрво, Керко. Не знаеме која е ова жена. Не знаеме ни дали е јудејка. Не знаеме ни дали е галилејка. Не знаеме дали е самарјанка или еврејка. Ништо не знаеме, знаеме само дека имала потреба и се допрела до оној кој што може да ја задоволи потребата. Толку. И Исус ја нарекува Керко.
Ова е Евангелието. Ние не стануваме Божи деца и Божи керки и синови кога ќе го примиме Христос во срцето. Ние од секогаш сме Божи деца, бидејќи Бог од секогаш е тато. И сега Исус ја доведува во позиција оваа жена да си ги запознае привилегиите на нејзиното керкинство. Што мислите? Зошто Исус ја нарече керко? Зошто Исус побара да се пријави тој што го допрел? Можам само да се замине. И сила излезе од мене, окей се, ојме кај јаѓи. Не, застанал и ги помирисал розите. Зошто Исус исклучиво барал да види кој него го добрал? За да го воведе Евангелието. За да го зацврсти во незе Евангелието и добрата вест за тоа Евангелие. Дека таа од секогаш била керка и дека се што е татково не се припаѓа. Амен. Тоа е нејзиното место законско што иследува. Ние немаме никакви податоци за оваа жена понатака. Дали се приклучила на Исусовата служба, дали станала негов ученик или во денешно време, дали продолжила во недела во црква на службата ѝ. Често пати ние така поставиме со луѓето на кои што им кажуваме за Исус. Ние ги лишуваме од нивниот вистински идентитет. А тоа е дека се Божи деца. Верата врз што почива? Врз нејзината упорност дека ќе биде исцелена, дека таа направила екстра чекор на вера, после таа ни појма немало дека прави чекор на вера. Врска немало од тие концепти. Исус и го става тој концепт во главата за да знае после понатаму како таа да живее, кога тој физички нема да биде околу незе. Ние често пати одиме обратно. Ние вака им велиме, вака пристапуваме со луѓето. Ајде сега, Господе, нека биде здрав, нека се случи чудо, па после, од кој ќе го добијам ја чудово за кое што се молам, ќе стекнам мир дека сум на правилниот пат и после ќе имам вера, ми шум да правам. Ама не е така со Господ. Кај во Божјото царство однопаку све. Односно све е правилно. Ние однопаку ги разбираме работите. Затоа што ние кога се молиме за луѓето, често пати дарот на вера е ова. Твојата вера дека Исус е добар го исцелува тој човек кој што ќе го одбие Исус. Ама тоа е заради твојата вера, да си го прашаме последен ден Светиот Дух зашто така. Во поголемиот дел од случаи, ние всушност треба да ги доведеме луѓето да влезат во верата на Христос што тој ја излеал на планетата Земја преку Светиот Дух. Затоа после исцеление да се манифестира. Што се случува во дела апостолски? Павле зборува за Исус и што е запишано? И кога после толку многу зборување, Павле му се приближи на сакатиот кој што беше сакат 38 години, вели, и виде вера во неговите очи за исцеление. Зошто? Заради тоа што Павле на тој човек му зборувал, слушај, тебе ти следува се што е на Бог таткото, бидејќи ти си татков син. Ме разбирате? Значи, ние обратно одиме. А во суштина, ова е прогресијата. Ние треба на луѓето да ги израдуваме со веста дека се Божји деца и дека се што е од таткото нив им припаѓа. Верата почива во срцата на луѓето и се раѓа кога тие ќе слушнат од нас дека Бог е апсолутно добар спрема нив, без што и тие да направат или да не направиле. Верата таму почива.
на една од престижните телевизијски куќи за тоа што се случи со арката на Господ, нели, Светиот Грал. Па вака, така, па заговор, па ова, пона. Јас се историв од смеење. Вамо е скриена. Ватикан ја има скриено. Овие ги имат скриено. Вака, така. А во Стариот Завет во Еремија си стои дека Господ пуздер прав и пепел ја направил арката и веќе никогаш никој нема да ја види. Зошто? Затоа што сега на Господ не му треба физички храм. Јас и ти сме неговиот храм. Овие вика си ја тупаат глата со Светиот Грал. Читни Библија, сеќи ти биде јасно. Амен! Си историв од смеење, викам, о, кутрите вие, за грејата. Верата почива само врз основа на фактот дека Господ е апсолутно добар. И затоа Исус и вели, врати нас. Керко, значи сега, јас тебе те воведов и ти дадов знаење дека ти си Божие дете. И тој, чија што ќерка си ти, е апсолутно добар спрема тебе. И тоа во тебе генерира вера, која што тебе те спасува. И сега, оди си во мир. Оди си во мир. Знаете, Исус можел само онака да си замине и да си каже, нели, како ние често пати, имам работа, немам време, сега, не. Исус и посветил време, затоа што одлучил да биде канал помеѓу нејзе и Бог Таткот. Посредник на односот татко-ќерка, која што страдала. Исус бил вратата да се прекине тоа страдање. Зошто? Затоа што таткото е апсолутно добар спрема нејзе. Може ли Исус да замине? Може ли апостолите да утрете на реклама? Хајмо исцеление, 80% попуст, сега или никој пат, петок е денес, бел петок, црн петок, хајмо исцеление кај Исус. Исус застана, бидејќи му беше важна за да објави на еден. Слушай, ти си ќерка. И тебе ти припаѓа се што е од таткото, а тоа е здравје, спасение и мир. Тоа е можно само заради неговиот совршен план за нас. Евангелието не е ефтино. Евангелието е безценето, бидејќи дојде со многу висока цена. А тоа е безгрешниот живот на Христос да падне, крвта негова света да се пролее. И на третиот ден тој да воскресне, бидејќи во комбинација на неговиот совршен свет живот и неговата совршена жртва, гробот немаше шанси да биде пречка. Мир. Оди во мир. Видете, Исус не си го зеде мирот назад само заради тоа што таа не се приклучи на неговата служба. Ја пушти во мир. Оне кој што е принц на мирот, ја испрати во мир и не го зеде назад својот мир. Ние често пати така постапуваме со неверниците. Не. Ти не сакаш најдела во служба да идеш, не ти е гајле за Христос. Не, брате мили, што сакаш прај. 100 пати ти имам кажано за Господ. Како да не тупаја глата ти? Ич не ме интересира. Не, Исус ја испрати во мир. За нејзе немаме ништо регистрирано дали била ученик. Дали ја финансирала Исусовата служба. Исус ја испрати во мир. Бидејќи само тој може да го даде. Бидејќи само тој е принц на мирот. И Исус ја испрати дома со нешто за кое што цел свет, без исклучок, сите 8 милиарди копнеа, барат, а тоа е мир тука. И Исус
ја пушти со тој мир дома. Зошто? Затоа што физички тој пак не би бил околу незе кога нешто друго би ја слашно во животот. Затоа Исус се погрижи да го воспостави идентитетот дека е ќерка. Со други зборови, нам сега не мора физички Исус да ни е присутен за да ни исцели, за да ни даде пробив. Туку сега Исус ни објави дека ние сме Божи деца, дека тој нас вечно не оправда. И сега дека ние имаме слободен пристап до тронот на благодата, да најдеме благодат во време на потреба и тоа да го пренесеме на другите. Значи, Исус нас не воведе во една нова реалност, која што е супериорна, надмогна над оваа моментална реалност во светот. Затоа Исус се потруди да и го воспостави идентитетот, дека е ќерка. И затоа ја пушти во мир, за да знае дека утре заутре, ако нешто, не дај Боже, пак ја снајде, нема потреба сега да трча по Исус да се фати за неговата наметка, туку сега ќе знае, ме нарече ќерка, ме пушти во мир, затоа што можам да сум спасена и да останам во тој мир и да бидам здрава од било што. Ќе си земам за слобода, со ризик, луѓето да кажат дека додавам нешто на Божјото Слово и овде вака, биди здрава од болеста своја, ќе кажам вака. Биди избавен од страф, биди слободен од зависност од било што. Биди охрабрен во твојата депресија и тага. Биди ослободен од постојани неуспеси во твојот живот. Биди слободен од постојани растурени бракови во твојот живот. Биди слободна од спонтани абортуси. Што и да ставите, валидно е, заради тоа што Господ веќе ја нарече наследник на се што има таткото. А кај таткото нема ништо што се коси на неговата волја. Амен. Ова е причината зошто Исус дојде. Не само да ни даде терапија за болест, туку и да ни даде профилакса, да не дојде до болест. Ме разбирате што сакам да кажем? Сега ние го имаме тој авторитет што Исус го имаше. Сега ние го имаме авторитетот во Светиот Дух, луѓето да ги ослободиме и да ги воспоставиме и зацврстиме во нивниот идентитет дека се Божи деца. Дури да не се согласуваме со нивните избори во животот, дури да знаеме дека нема да дојдат во неделна служба или нема да ме послушаат, фактот останува дека тие се Божи деца. И дека Исус сака да ги испрати во мир дома. Дали ќе може сликата со планетата? Вчера пазарев нешто во Веро Џамбо и си купував нешто за мене и го најдов ова во блокчето. Имаше блокчиња за цртање. И вели, нема планета Б. И се ова е ставено нели во помало, нема план Б. Нема план Б, освен црквата за оваа планета. Исус, замислете си дека ова се рацете на Господ. Нели има песна и има стих во Библија дека Бог ја држи земјата во своите раце и целата вселена. И знаете што? Нема Господ друг план Б, освен црквата за планетата Земја. Нема никој друг нова планета, освен нас, да им објави на луѓето дека се Божи деца и да ги пушти во мир. Јас и ти ја имаме таа задача. Да им објавиме дека се Божи деца и дека се што е на таткото е нивно и да ги пуштиме во мир, за да бидат добри менаџери и управители на својот живот, како што нас Светиот Дух ни учи да бидеме.
нели, татко наш или оче наш. Истиот тој професор со кој што игравме оро секогаш ми каже, има да ги научите Њутновиве закони како оче наш. И за нели Исус тука ја кажува таа и се вика, не молете се како неверниците кои што употребуваат цели есеи. Вака, така во молитва, убре, ќе му преслушат на Господ сите вести што ги гледале, па ќе му каже што се дешава во светот. И вика, не, немојте вие така. Туку, молете се вака. Оче наш или наше поприступачно, поблиско на срцето. Тато наш, кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја, како на небото, така и на земјата. Ова е невообичаена изјава, според мене. Не мора да се согласите. Бидејќи Исус не кажа вака, Тато наш, кој си на небесата, која пола од повеќе популација во светот ќе се обратат и ќе станат христијани и ќе завладее светски мир, нека се свети името Твое и тогаш нека дојде царството Твое. Тој дојде нас да ни каже дека постои друга реалност. И дека таа реалност е се во мене и во тебе. И затоа ова е невообичаена молитва. Ние мислиме дека треба демографски, политички, економски Македонија да се среди за црквата да просперира. Не е точно. Обратно е. Во Поговорки 11 и 14 вели, нацијата и градот се издигаат заради благословот на праведните. А ние мислиме дека е обратно. Праведните ќе бидат издигнати кога политички нацијата ќе се среди. Та не, затоа што е недела на служба, не мислиме така, но во текот на неделата кој ќе не зафатат вести од сите страни, горе-долу така се согласуваме помалце. Ама работата е што Исус, сетете се што направи со жената. Ја нарече ќерка. И објави дека има наследство кое што не е на планетава Земја. Бидејќи кога го бараше нејзиното наследство, односно здравјето, кај луѓето од земјата, односно кај докторите, не најде ништо. Затоа Исус мораше да го обнови умот дека е ќерка и дека се што е од небото, од небесниот тати припаѓа нејзе. И затоа ја пушти во мир, за таа да го зграбчи мирот и да биде слободна од болеста. И сега тој мандат го имаме ние. И сега интересното е што токму ваков став кога ние ќе изградиме, нормално е дека нас прво умот ќе ни се спротистави, а после и тие околу нас. Не мора да го бараш, да ги бараш овие стихови, меѓутоа видете што се случи откако луѓето изјавија за Исус вака. Во Марко 1:27 луѓето вака изјавија: леле, кој е овој? Какво е ова учење? Полно со власт и авторитет. Досега вакво учење не сме слушнали. Тоа било од секогаш истото учење на Бог. Само што луѓето во Стариот Завет ја промашили идејата и целта каков е Господ. И сад вие кога читате Стар Завет со седото крвопролевање, мислите дека таков е Господ. Дека го мените расположението и дека никогаш не можеш да знаеш на шо си со него и леле се полюшпи од јајца, дај да газиме, да не му сгрешиме на овој лош Господ. Еднаш кажав, ќе кажам уште еднаш и пак ќе ме слушнете дека ќе кажам, исто како Павле. Не ми е мака да ви пишувам, а вам ви служи како заштита. А тоа е ова. Стариот Завет не е слика за тоа каков е Господ. Стариот Завет е слика за тоа какво е човештвото без Господ. Го расчистивме тоа. И сега, во Марко 1:27, тие луѓе кои што имаат погрешно мислење за Господ врз основа на Тората и Стариот Завет, историските книги се велат: какво е ова учење? Леле!
се креват сега. И вика, и знаете што е напишано? И се навредија од Исус, како син на дрводелец. Истите тие што го воздигна, какво е ова учење? Исто како што се навредија тагувачите во домот на Јаир, кога Исус рече Јаировата керка спија. Се навредува нашиот интелект, кога слуша нешто од Господ што му се противи. И истите тие луѓе сега кои што го воздигнале во Марко 6:2-3 стих викаат: абе не, овој синот на дрводелецот се навредија од него. Исто да, не, болничар, нигде, кој го дешоводе, сега овде тој мене ќе ми каже работи. Не, потурната, подбуфната, ќе каже ова за Исус. И ќе се навредат. И на последниот удар, во Марко 3:21 вели: и браќата и сестрите и мајка му на Исус сметаа дека спобудале и сакаат да си го приберат дома. Не чудете се кога вашето семејство е против вас. Таа на која што сите овде во Македонија или поготово во Јужна Америка и се поклонуваат како да е дел од божеството, таа си го нарекла собствениот си луд. Таа го нарекла Исус дека е будала. И дај ги пуштила другите браќи и сестри, дај приверете го да се изгуби, готово. Ојде со паметот. Марко 3:21. Собственото семејство на Исус го прогласи за луд. Затоа што не може да го свара тука, оно што Исус го зборуваше. И окей е. Затоа на луѓето им е ново учење и чудно. А тоа е од давнина, прадревното, така наречено учење, односно единствената во наводници филозофија, односно желба на Бог таткото. Неговите деца да го запознаат таков каков што е. Затоа Исус рече: ако ме видовте мене, го видовте и таткото. Затоа Исус не изрече: керко, твојата вера те спаси, оди во мир и биди слободна од болест. И сега тој мандат е врз мене и врз тебе. Ја на работа, или со пациентите се многу интересно што нека пациенти си донесат телевизор од дома. Им било досадно на болница. Едно добро мене е хотелово, како телевизор дома на болница, ама си донесне телевизор. И сега одиш, си нели работаш по собота, ја завршиш работата што треба да ја завршиш околу пациентот, пуштен телевизор, некој од нашиве програми, од црно по црно, влетиш во другата соба да го однесиш на работна терапија и тој си донел телевизор. На трета програма тој не знам каде, од црно по црно. Излетиш, го носиш на работна терапија, во големото фоаје на одделението, плазма телевизор, најгласно пуштен вести. Од сите страни бомбардирана со лоши вести. Од сите страни. Излетиш на тераса да си ги изедат муслите раат, колеите разочарани, нешо ковид, кажвет, раскажвет теории за ова зона, леле па, прано, непрано, измешано, све внатре, пучкуру, швака, едно, друго. И си викаш: Господи, во овој момент што имам ја? И светиот дух, Псалм 112. Праведникот им во време на лоши вести нема да се уплаши, бидејќи неговото срце е зацврстено во добрината на Господ. Е сега, вие пресудете кога да слушаме. Овие на Исус му веќе да ме остај, бегај, терај си по патот, момичето умре. Не, шо се мачиш, дај него гнявете човекот. Не. Само спие. Ој ненормален. Така и ја. Ваму вести вакви, она му вести вакви. Леле, економска криза, леле, трета светска војна, леле, нуклеарна ова, леле ова, леле она. И онака и седиш на балкони и свикаш: чекај сега, Господа, чекај. Ти нешто друго имаш. Евангелието е живо Евангелие. Евангелието е слово на жива нада.
во растењето на Евангелието. Испознавање, вика, вложете го сиот труд, вложете напор, растете во познавањето на Господ Исус Христос и неговата благодат. Не пораснавме ние преку ноќ ова што сме. Коки или како што се високи и около таксистот не пораснаја преку ноќ. Значи имаше период, така и ние. И тоа мора ние да си го ставиме тука дека тој процес е важен и ние мора постојано да си го обновуваме умот. Не може потоку така. Значи ние постојано треба да се дисциплинираме. Чекај, ова ми носи немир, ова ми носи лажна представа за нештата. Не е од Господ, ќе го оставам настрана. И моите колеги ми кажат, шо преш овде на горештинава ќе се истопиш. Знаете луѓе дека откако почнав да читам Библија и откако ги сватив некои работи, мене времето воопшто не ми е проблем. Воопшто. Ја кога дојдов во Скопје, се наслушав муавети за времето. Во Струга никој не пред муавети за тоа колку е горештина. И се си кажеш, ама чекај, секоја година од крајот на април до почетокот на септември Скопје е горештина. Шо е проблемот? Зашо мора толку многу муавет да се прави за тоа колку е горештина? И сега се потам. Who cares? Не е битно. Ќе помини. Све поминало. Мене знаете кој стих ме ослободи? Псалм 121. Сонцето дење нема да ви наштети, ниту месечината ноќе. Шо сакате правите со вестите за овие зраци? Ниш не ме интересира. Немам кола, морам пешки да. И сега ја да се тресам заради тоа што го кажале на вести кога во Библија имам дека сонцето не може да ми наштети. Во Библија е запишано пред било што да постои УВ зраци, ултравиолетови, инфрацрвени, не знам вакви, такви, гама зраци. Умот да ти штукни. Не, во Псалм 121 пиши, сонцето нема да ти наштети дење. Ама тоа само во пролет и во зима и во есен. Во лето е многу опасно, во портокалова зона во Енглија. Не важи тоа што Божиот збор. Портокалова и црвена зона се портокалова и црвена зона сами, да бидеме реални. И водачот на црквата во Англија во библиската школа кај ќе ми рече некој така, да, си пишува во Библија, ама сега да бидеме реални. А што, Библијата не е реална? Таја реалност треба да ја надмине и да ја поклопи оваа реалност. Амен. Јас сега ќе ви испратам во мир со Псалм 29:11. Душ да го најдете, там рече да, овој стих. Само да ве охрабрам. Оно што го кажа Говор на почетокот, го имаме Господ. Го имаме Светиот Дух во нас, кој што ни објави дека сме Божи деца. И не мора да се плашиме дека најверојатно нема да добиеме нешто што го посакуваме или за кое што се молиме, затоа што вчера, не знам, не се молевме доволно или да отиду во четвртот на служба. By the way, треба да одиме во четвртот на молитва. Не ме сваѓајте погрешно. Но Исус нас не нарече керки и синови. И неговата вера во нас не спаси. И сега тој нас постојано зборува мир. И заради тоа што не испраќа во мир, ние можеме сега да донесеме збор кој што ќе ја смени реалноста на луѓето, да ја преточи во Божјата реалност за нивните животи. Знаете, малото синче на Тони Милена Јаковче сега веќе почна да го пуштаат сам да игра на двор. Нема потреба се некој да го чува на плоштата. И онака им купиле нели тоа сапче со кое што може да ги бара нели на нивниот мобилен. И знаете што? Значи тие го пуштаат од целосна доверба во неговите способности дека може да се снајде. Само ако нешто зашкрипи, кога тој ќе почувствува дека не е способен да се справи со тоа, тој звони тогаш. И ќе си направи муавет со
Милена и со тоа ни све е средено. И си тера да игра. Така и Господ. Нас ни го даде Светиот Дух, бидејќи не оправда. И не пушти во мир, за да донесеме мир. И затоа не плашете се од тоа што светот го зборува. И кога нешто ќе заштипи, го зборувам јас името на Исус. Амен. И ве пуштам во мир со ова. Господ го дава сила на својот народ. Господ го благословува својот народ со мир. Амен. Алелуја.